Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Соседски портрети на кандидатите за председател. Силјановска знае да го посети блиското бистро. Паста, италијанската кујна ја преферира. Пендаровски ги користи услугите на локалниот кројач. Një këmishë të varë një kam shkurtuar krahët dhe pantollet i kish pas për të shkurtuar. Река е муштерија на блиското пазарче. Kumpir, në laukën, shkaj nevojitet për salata, në patligjan, diçka. Нови детали за истражувањето на Призма кој откри дека екс-градоначалникот на Скопје се подновил со нова куќа покрај Вардар. Коце Трајановски и сопругата ја купиле фирмата собственик на парцелата за само 1000 евра. Штетата е ненадоместива, голема штета. Трската ќе се регенерира, ама живиот свет што умре во незе нема да се регенерира. Па веројатно и не сме луѓе. Кој и зошто ја претвори Републиката во пламен? Откако ќе се изгасат светлата во судските згради, на овој простор се палат други светла. 3 За? Колку време? сат. Сексуалните работници бараат декриминализација на начинот на кој заработуваат за живот. Да работам слободно, да бидам здравствено заштитена. Откриваме нови елементи во случајот што пред неколку дена го објави порталот Призма за новата куќа на поранешниот градоначалник на Скопје, Коце Трајановски, лоцирана во Керамидница на самиот кеј на реката Вардар. Призма обелодени дека градежната дозвола е издадена во март 2017 во период кога Трајановски е градоначалник, а собственик на парцелата е фирмата Природна органска храна. Трајановски и неговата сопруга ја купуваат оваа фирма, а со тоа и парцелата на која веќе се градела куќа во јуни 2018. Договорот за целосно преземање на фирмата води до нов сомнителен податок, а тоа е дека екс-скопскиот градоначалник и сопругата ја купиле фирмата, а со тоа и парцелата со куќа за нелогично ниска цена, од само 1000 евра. Петар Кленчарски. Порталот Призма пред 3 дена објави дека поранешниот скопски градоначалник Коце Трајановски се подновил со куќа од близу 400 метри квадратни во населбата Керамидница, во собственост на фирма што ја купил минатата година. Таа куќа 9 месеци по крајот на мандатот на градоначалникот Трајановски преминува во негови раце, со тоа што тој ја презел фирмата, а куќата ја добил како имот на фирмата. Екс-градоначалникот тврдеше дека не ја познавал од претходно собственичката на фирмата и дека парите за да ја купат компанијата ги собрале со продажба на имот. Таа уште се гради, но планираме да биде семена куќа. Станот ни е во процедура за продажба и бабата продаде земјиште за да можеме да ја купиме куќата. Но според документите до кои дојде 360 степени, Трајановски успеал да купи фирма која поседува 3 парцели со вкупни 1895 метри квадратни и отпочната куќа за неверојатни 1000 евра. Како? Оваа куќа на кејот на Вардар спроти хотелот Русија и салата Јане Сандански е објектот што го привлече вниманието на јавноста по текстот на порталот Призма. Пред куќата се забележуваат багери кои скопуваат земја и го рамнат теренот, најверојатно за асфалтирање на нова улица. Станува збор за идниот дом на поранешниот градоначалник на Скопје, Коце Трајановски, за кој не би имало причина за интерес на новинарите, доколку не излезеше на површина историјата на куќата. Според најстарите сателитски снимки на Google од 2002 година, трите соседни парцели во Керамидница се ниви. Во 2006 е донесен детален урбанистички план, при што не е сменета намената на парцелите, тие остануваат земјоделско земјиште. Во 2012 со Трајановски како градоначалник, градот Скопје носи нов генерален урбанистички план, со што земјиштето е префрлено во градска четврт, во која може да има и домување. Во 2014 се отвора фирмата Природна органска храна. На почетокот на 2016 година, фирмата купува 2 од 3 соседни парцели кои по опис се уште се земјоделско земјиште. Само неколку месеци подоцна, во летото 2016,
Општината Газибаба го менува деталниот план и нивите стануваат градежно земјиште. Во март 2017 фирмата Природна органска храна добива дозвола за градба и кон крајот на годината почнува да гради објект од речиси 400 метри квадратни. На почетокот на 2018 фирмата зема заем од 32.500 евра од извесен Јордан Димитровски, при што како залог е оставен имотот на куќата. На 25 јуни 2018 Коце Трајановски и неговата сопруга ја купуваат фирмата Природна органска храна. Продолжуваат со изградба на куќата, а на име на фирмата во ноември е впишана и третата соседна парцела. Според документите до кои дојдовме, купопродажната цена на фирмата Природна органска храна, која во тој момент поседувала 2 парцели и куќа во изградба, е само 1000 евра. По 500 платиле Коце Трајановски и неговата сопруга. Се чини одлична сделка и покрај залогот. Ако го гледаме како фирма која што заработила едва и 7.000 евра за 5 години и која што имала трошоци од 30.000 евра, значи 25-6.000 евра загуба, и ако го гледаме како фирма која што не работи рентабилно, може би ќе си речеме дека тоа е не е невообичаена цена да се купи таква фирма за 1000 евра. Меѓутоа, ако видиме што се има на име на таа фирма, тогаш секако дека е невообичаено толкав имот да се стекне за таа сума. Она што е клучно е како таа фирма со тоа практично неработење успеала да дојде до целиот тој имот. За разлика од пред неколку дена, кога за Призма не можеше да се сети, Коце Трајановски за 360 степени потврди дека фирмата со куќа на неговиот имот ја купиле за 1000 евра. И тој признава дека сумата е нелогично ниска, но телефонски ни рече дека компанијата, која речиси за без пари ја купиле со сопругата, имала и други долгови. Колку точно, Трајановски не можеше да се сети, но спомена дека само за комунали долгот бил околу 25.000 евра. Сите наследени долгови на фирмата, вели тој, ги покрива со продажба на имотот кој досега го имал стекнато, 2 ниви и стан, кои му биле транспарентно пријавени. Според последниот годишен извештај доставен до Централниот регистар, Природна органска храна на крајот на 2018 година имала обврски од близу 310.000 евра. Таа сума ја надминува вредноста на имотот наведен во анкетниот лист, што Трајановски го доставил при заминување од функцијата. Антикорупцијската комисија денеска најави дека ќе го разгледа случајот што го отворија новинарите на Призма, но по изборите. Силјановска знае да го посети блиското бистро. Паста, италијанската кујна ја преферира. Пендаровски ги користи услугите на локалниот кројач. Ја kom ishte varnja kam shkutuar krahë dhe pantollet i kish pas për të shkutuar. Река е муштерија на блиското пазарче. Kumpir, në laukën, shkaj nevojitet për salata, në patligjan, diçka. Сексуалните работници бараат декриминализација на начинот на кој заработуваат за живот. Да работам слободно, да бидам здравствено заштитена. Во екот на кампањата за претседателските избори ги посетивме населбите во кои живеат тројцата кандидати и разговаравме со нивните први соседи. Репортажата од Дебармало и автокоманда е на Зоран Јовановски, а од Бутел на Хекура на Кифи. Лаѓа e Shkupit Buteli është adresa e linjës së Blerim Rekës. Djali profesor Hamza Reka dhe Nazmie Kastratit u rrit në këtë pjesë të qytetit dhe u bë shok I pandar me bashkëmoshatarët nga lagja. Për ta, Blerim Reka nuk është as profesor, as ish ambasador, as kandidat për president. Për ta, ai është beki. Заедно сме во земјата, како е направено тука. Како е направена населбата, тогаш сме заселени 63-64 така. Скромен, поштен, мислам, никаков проблем сме немале. Еве, ние тука сме веќе години, он се дружил со машми. Се играле тука и фудбал и све. Твоја генерација е или после? Помали од мене. Да. Ама пак се играле заедно. Profesori Reka, tashmë 59 vite, jeton në adresën e njëjtë.
Ndoshta kjo është arsyeja pse fqinjët thonë se ai gjithmonë do të ketë mbështetjen e tyre. Не да сум комшија, него јас се знам од 64-та со Беки. Од мали деца сме заедно, се почитуваме, многу блиски пријатели сме. Значи, најдобро мислење имам за Беки. Се надевам дека ќе гласаат, затоа што стварно заслужил да биде он председател. Дашо, добар дечко е, фер. Може и да биде добар и председател. Shitësit e tregut në Butel gjithashtu ka një mendim të mirë për profesorin Reka. Për ta, ai është një person i thjesht që komunikon me të gjithë. Rerimin e njo, pise kom dalë këtu në pazar që 20 vjetë, po edhe është njërë komunikative, nuk ka njërë pse është një klasë, po menoj që më shkollu me ardhjë vetit në altë, po na ka respekt ndaj edhe njëzve që janë punëtore. Çka blen këtu? Po shkaj nevojitet kumpir, në laukën, shkaj nevojitet për sallata, në patligjan, dhe shka që të... A mendoni se ka me pas sukses? Po që tash më varët ajo, pi popli, që tash janë këtë popli njëjtë. Si profesor universitar i të drejtës ndërkombëtare, Reka ka botuar punime të shumta shkencore. Ai ishte ambasadori ynë në Bashkimin Evropian nga viti 2006 deri në vitin 2010. Aktualisht ligjeron në Universitetin e Evropës Juglindore. Është fjala për një profesionist të vërtetë, për një profesor të përkryer, për një njohës të mirë të politikës si ndërkombëtare, ashtu edhe të asaj vendore. Mendoj se është një kandidat i përkryer për postin e presidentit. Edhe studentët e profesorit Reka e përshëndetën kandidaturën e tij. Unë mendoj se kandidatura e profesor Blerim Rekës është e duhur, pasi që duke i parë edhe arritjet që ka arritur në shtull, ai mendoj se do na përfaqësoj densisht si në shqiptar, po ashtu edhe popullin e Maqedonisë. Është mendoj pozitive dhe shpresojmë në sukses në fitore të zgjedhjeve. Okej, nuk mund të themi se është njeriu i duhur momentin e duhur, por na bëhet qefi që është profesor i on, dhe gjithashtu kandidatura e tij është diçka arsyeshme, pasi që shqiptarët është arsyeshme të kenë një përfaqësues të tyre, por sa për më të tjerë ja lëm kohës në dorë, domethënë. Si kandidati i pavarur për president të shtetit, i mbështetur nga Alianca për Shqiptarët dhe Besa, Blerim Reka deri tani nuk ka qenë i përfshirë drejt për drejt në politik. Kjo është përvoja e tij e parë në një garë zgjedhore. Vërtet kjo është përvoja ime e parë elektorale, po megjithatë ne po dojmë të dëshmojmë se nuk do të udhëheqim vetëm fushat akademike, elitare, sallonesh, por edhe do të shkojmë derë në derë për çdo votues, për secilin votë. Profesori është optimist dhe beson në forcën e fjalëve nga slogani i tij zgjedhor, Reka për Republikën. Marr çdo ditë mesazhe mbështetëse, përkrahase, jo vetëm nga shqiptarë, po nga gjitha komunitetet, nga bosnjakët, nga romët, nga maqedonasit, nga vllehët. Dhe kjo më jep, si themi edhe kurajo, të vazhdoj me këtë koncept të unifikimit të gjithë qytetarëve për një koncept ku do të sundon ligji dhe jo individi. Duke besuar në këtë koncept, Reka tashmë ka thënë se nëse ai fiton zgjedhjet, nuk ka ndërmend të shpërngul gruan, 3 fëmijët, partnerët e tyre dhe 4 nipërit e mbesat në vilën presidenciale në Vodno. Buteli do të mbetet adresa e tij e banimit. Утро во Скопско де Бармало. Додека соседството ја живее секојдневната рутина, тоа не важи за една дебармалка. Професорката Гордана Силјановска-Давкова ја очекува уште еден долг ден, но не на часови со студентите. Во кандидатурата за председател наоѓа повеќе значења. Тежок предизвик, умор, ама и задоволство. Тежок предизвик, реков заради тоа што имате шанса не само да кажете, туку и да чуете, а тешко е зошто? Зошто не сум сама. Јас морам и оние кои ме поддржаа да ги убедам, зашто за нив сум нова, за некои може би бев и страно лице, да ги убедам дека сум добро решение, дека имам додадена вредност,
дека може би за мене ќе гласаат и неутрални и разочарани од другата партија и тоа бара голем напор. По првата недела кампања, најголем впечаток ја оставило првото телевизиско соочување со ривалите. Мислам дека нивото беше високо, дека аргументите држеа, дека односите беа со респект. Впрочем, ние се познаваме особено со господинот Река. Силјановска Давкова тргна кон блиската црква пеш. Сепак, соседите раскажуваат дека сега, како председателски кандидат, од пред куќата најчесто ја земаат со автомобил. Иако се случува за кратко да му го зафатат паркинг местото на првиот сосед, Тома Ничота, тој вели дека таа е легалист и затоа нејзиниот сопруг прво бара дозвола. Понекогаш благо ќе ми се јави, може да паркираме тука, кога не сум тука може, пошто пред куќа малце гужва е, али луѓето се тивки, не можеш да ги приметиш. Дали е председател господјата или професор или пензионер, ја не верувам некоја промена да има голема. И многу често не се гледаме, пошто господјата Гордана нон-стоп работи, јас ја гледам низ пенџерчета и некојаш се шалам, викам те шпионирав пак работиш, но си работи нон-стоп, така да летно време да почесто во дворче и така. Силјановска Давкова е чест гостин во бистрото што се наоѓа наспроти семејната куќа. Готвачот Миодраг Манасиев ја доживува за скромна личност. Ја земаа со кола, без никакви перформанси, без никакви театри. Неприметна. Тоа е што нас ни фали. Миодраг ја готви омилената храна. По-софистицирана храна, како што личи на една дама во години. Например? Паста, италијанската кујна ја преферира, светски трендова жена, домаќинка жена, добар родител, мајка, прекрасни деца. Узор, пример за секоја македонска фамилија. Повеќе доаѓа незината ќерка овдека да пие кафе и чај и она е исто интелектуалка и води бе интересни моабети, она се занимава и со филигран, ни раскажува за незиното хоби. Ако ја изберат, еве каков председател очекуваат да биде. Да биде исправен и правичен и да не биде ограничена сокриена посреди некоја партија, да имаме за прв пат така еден председател кој што ќе биде баш заштитник на сите граѓани, а не ускогледо да биде тоа се. Да еднашка Македонија да биде како што треба да има председател со свој карактер, а не да биде потрчка на тие што ќе го изберат. Само своето ја нека го задржи. Не мора да ја изберат. Меѓутоа пораките што ќе ги даде, нека ги и незиниот ривал ако победи, не е битно кој, нека ги свати незиното мнение, пошто има капацитет и пакет позади себе. Само неколку улици подолу е пазарчето Буњаковец, каде Силјановска Давкова е добро познат муштерија. Ленче Саревска овде има своја тезга околу 20 години. Она исто практикува да пазари многу македонски производи, строго бара, Што убави најчесто? производи, најчесто зеленчук, пазари и овошје, али зеленчук најмногу и сака здрава храна. На пазарчето му фали паркинг простор за муштериите. Сепак, свесни дека идниот председател не може да им помогне за ваквите проблеми, трговците очекуваат пред изборните ветувања да бидат во рамки на председателските надлежности. Да се бори за Македонија. Знам дека е голем борец, начитана, писмена, паметна, многу паметна и мислам дека може нешто да направи за Македонија повеќе. Силјановска Давкова е професорка на правниот факултет на УКИМ, каде предава и предавала на многу генерации правници, политолози и новинари. И додека Силјановска Давкова се подготвува за председател, незините студенти подготвуваат колоквиуми. Затоа деновиве на правниот факултет е речиси празна и ретко може да се сретнат студенти, па дури и професори. Меѓу ретките што ги сретнавме е незиниот студент Виктор Јакимовски. Дава впечатот дека е пристапна, дека е личност што може да помогне, поготово на студентите. Сега е во председателска кампања, така да уште ќе можем да видам некои нејзини страни. Скопската населба Автокоманда втор пат ќе има можност да го даде првиот човек на државата. Тука со своето семејство живее председателскиот кандидат Стево Пендаровски, кој по потекло е од позната галичка фамилија. Го знам фамилиарно од неговиот татко
И познавајќи го толку години тука, еден човек исклучиво вака комуникативен, господин прав, си ја познава работата, политиката и мислам дека ќе биде прав председател за Северна Македонија. Комши сме, една улица само не дели, овде во зградата живее, така, мирен човек, едно добар ден и сопругата негова исто. А Пендаровски тргна во нов ден од кампањата. Јас веќе поминам низ една ваква авантура. Од 2014 година Македонија е една изборна единица за председателски избори и мора кандидатот да помине практично се. Од сите 6 кога се парламентарни, нели? И паметам дека пред 5 години поминав 14.000 километри по различни места, градови, села и во Македонија. Сега, според ова темпо што го имаме од првите неколку дена или првава недела, мислам дека ќе го надминеме тој рекорд и така мора да биде. Секој сака да разговара со вас, да ви каже што мисли за тоа што вие го нудите, да бидете подобар, да ви искритикува. Очекува подемократска и поцивилизирана кампања од претходните, а тројцата кандидати да дадат пример како се прави тоа. Што се однесува до нас или тимовите околу нас, би морале да задржиме едно ниво на пристојност и мислам дека и на таков начин и ќе помогнеме на земјава да добие датум за преговори во јуни, ако покажеме дека сме подготвени да организираме наистина европски избори. Пендаровски замина на нови средби со потенцијални гласачи. Дознавме дека за неговиот стајлинг често помага сопругата Елизабета, а еве и како. Меѓу првите соседи на семејството Пендаровски од неодамна е и Имер Османи со својот кројачки дуќан. Kam pa disa herë, jemi përshëndetur. Kade живее? Jeton përmbi dyqanin tonë. Familja është shumë e mirë, i njoh për këtë kohë të shkurtë. Gjyshin e tij, shoqën edhe djalin e kontaktuar disa. А за првиот сосед да изгледа елегантно, një këmishë të varrë kam shkurtuar krahët dhe pantollet i kish pas për të shkurtuar. Edhe ato ja shkurtova dhe shoqja e tij i pruni dhe i muar prap ato rrobat dhe ishte e kënaqur me punën të cilën ja kemi bërë. Пендаровски е редовен муштерија во локалните мали бизниси. Ни рекоа дека знае да појадува во оваа бурекчилница. Веднаш донија пак е копирницата во која работи Лихнида Прчовска. Доаѓа кај мене, копира некои материјали, ставам потребни за работа, тестови за студенти и трудови. Негови што ги напишувам. Каков човек е, каков печаток ви има оставено? Супер, не знам. Одличен, окей, коректен, фин, културен. Тоа е. Пендаровски со децении е на јавно експонирани позиции, па не е чудно што луѓето имаат големи очекувања од него. Како што и ја кажува кампањата, таа идеја оствари. А не кажуваат едно, па после не остваруваат ништо. Ја мислам дека он ќе направи она што го кажува. Пендаровски, кој долги години работеше во МВР, а потоа беше и советник на двајца председатели, е професор на Универзитетот Американ Коледж во Скопје. За неговиот студент Христо Попдимитров, Пендаровски е врвен професор, секогаш отворен и достапен за студентите. Затоа што многу студенти доаѓаат од страна и баш тој пристап го фалат на професорот, затоа што многу студенти доаѓаат од Белгија, од Пакистан, Италија, Турција и сите баш се задоволни затоа што никогаш не искусиле некој професор туку да биде засегнат со проблемите на учениците, на студентите, не само во нивниот студентски живот, туку и во животот во секојдневиот. Дали ќе продолжи да го прави ова или ќе треба да им се посвети на државничките должности, ќе дознаеме на 5 мај. Неколку дена по страотните пожари во Беровско и во Преспа излеговме на терен да ги видиме последиците и да се обидеме да дознаеме нешто повеќе за можните причини, евентуалните сторители и нивните мотиви. Гледката е запрепастувачка. Например, во Беровско изгубена е дрвна маса еднаква на 27 километри поредени дрва за огрев во висина и ширина од по 1 метар. Славица Филиповска. Штетата е ненадоместива, голема штета. Трската ќе се регенерира, ама живиот свет што умре во нејза нема да се регенерира. Па веројатно и не сме луѓе. Кој?
и зошто ја претвори републиката во пламен. Сериозни индиции имаме дека ова го прават дури и од политички причини. Добро, јас не би ја коментирал изјавата. Околу деталите во кривичните пријави, тоа е веќе надлежност на обвинителството. Но министерот изјави. Се уште чадат трупови на 100-годишни буки на Малешевските планини. Пожарите што без неја изминатиот период уништија 800 хектари шума и пасишта во овој регион на истокот на државава. Шумарскиот инженер Џоко Портарски, кој во јавното предпријатие е одговорен за овој реон, со неверување гледа во остатоците од неговата децениска работа. Овој подмладок, после пуштањето на стеблата оставени за семе, обновата е успешна, природата си го направила своето, ние како шумарство сме направиле својата улога, сме ја одиграле, сме отвориле простор за обнова на подмладокот, меѓутоа овде нема останува на човек ништо освен да тагува, да седне вака, да гледа и да тагува. Портарски вели дека минатогодишната тревна вегетација сега е потполно сува и затоа ветерот лесно ги шири пожарите. Досега се соочувале со примери за намерно палење на шумите од дрвокраци, кои по пожарите ги собирале здравите остатоци. Во минатото сме имале такви примери. Се претпоставува дека луѓето понекогаш сакаат да дојдат до дрвна маса, меѓутоа ова не е начин. Дали повторно станува збор за таков случај, не сакаше да коментира. Огнот проголтал дрвна маса, еднаква на таа што Беровското шумско ја сече на годишно ниво. Како дрвна маса, ако ги наредиме 27 километри должни со огромно дрво од висина 1 метро и ширина од 1 метро, колкава е таа дрвна маса, меѓутоа тоа е сепак еден многу мал дел на штета настаната во природата. Големата штета е појавата сега на ерозии. Ова целата територија е подложна од овие 800 хектари следните поројни дождови, целото ова црнило ќе го влее во Брегалница и Брегалница понатака надолу. Пожарот уништил уште една гранка од која Беровското шумско предпријатие остварувало приходи. Производство на етерични масла од смрека, кои имаат лековити и козметички својства. Од 100 килограми смрека, Juniperus communis, сината смрека, се добива кило и пол до кило и 600 улје. Нема за до година, нема, тоа е изгорено. Случило до сега во март да имате вакви пожари? Никогаш. Не. Никогаш. Климчарски и Портарски, едниот актуелен, другиот поранешен директор на шумското подружница Малешево, меѓу првите излегле на непристапниот терен на кој избувнал пожарот. На тоа ги обврзува и годишниот оперативен план, според кој македонски шуми треба први да направат увид и да почнат со гасење. Но подружницата во Берово располага со само едно возило и тоа со капацитет од 300 литри вода. И покрај тоа сметаат дека со мала инвестиција Берово може да стане регионален центар за превенција од пожари, зашто има инфраструктура која треба само да се приспособи. Централната власт ветила помош од 30.000 евра за таа намена. Значи, ни требаат уште најмалце 2 возила вакви и најверојатно дека ќе имаме околу 10 вработени и тие при појавување на пожар, значи нема да вршат други работи, него ќе бидат сконцентрирани само на оваа дејност. Без возила, поради непристапниот терен, се гасеа и пожарите во Сирхан, во Преспанскиот регион. Викендичката на Дамјан Симоновски пред 10 дена била обколена со пожари, еден во Националниот парк Галичица, друг во паркот на птиците Езерани. Штетите се огромни, скоро целиот резерват Езерани, што е за птици природен, е изгорен. Што значи све тоа јајца, трска, мрска, дур се обнови леглото, ќе треба некое време. Плюс голема опасност имаше тоа на самата линија до викендиците и ние уште и после третиот ден 2 пати бувна до викендиците, значи ние устари 4 дена гасевме пожари у Сирханот. Доброволците го гаселе пожарот во придружба на вработените од Националниот парк. Низ дабовата шума на Галичица нема простор за пожарната. Ако не го исчистиме ние, и постои голема опасност да префрли. Ако префрли позади веќе нема пат и тоа е тешко дека некој ќе запре да изгори брдото. А веќе од тоа брдо и повторно постои опасност во села, во населени места
да се симне пожарот, а и не е малку од овде, ако поминеме сигурно уште 700-800 метра изгорено, надоле до езеро све изгорено и нагоре до врвот на калето изгорено, тоа е на 1100 метра врвот на калето. Неговиот прв сосед директно ги обвинува државните институции за пропустите. Ова држава која е држава, треба сек да имаат катастарски парцели, кој е горел да го казнат. Па намерно е запалено, не е случајно запалено. Зошто некој намерно би запалил? Има разни причини, да не кажувам ја многу, него не знам како може да нема еден Канадер, 3 национални парка, 2 езера, само со 2-3 налета може да го искаснат пожарот, ние одиме, местново население највише помогне и шумарите. Друго, пожарно до овде може да оде, нагоре нема пат за пожарна да гаси. Преспанскиот регион изгуби 300 хектари шума и пасишта во пожарите изминатиот месец. Градоначалникот на Ресен, Живко Гошаревски, смета дека причина е човечки фактор. Избегна да одговори кој е мотивот да се предизвика пожар, но и за него е неспорно дека условите за превенција мора да се подобрат. Разговарав јас веќе и со надлежни институции, авторитети и веќе размислуваме како да покриеме, бидејќи сега знаеме со новата технологија имаат системи за рана превенција, за укажување на тие можни жаришта каде што може да се појави пожар или друго временска непогода, така да многу треба сите да размислиме околу ова и брзо да интервенираме, да најдеме решенија. Но конкретно решение во моментов немате ни вие? Во моментот капацитетите на општина Ресен, како и на многу други општини, се тие. 360 степени веќе објави за очајната состојба на противпожарните единици во цела држава. Просечната старост на возилата е 27 години, а добар дел се обезбедени од донации, откри анализата на Центарот за граѓански комуникации. Првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување вети дека ќе разгледа опцијата за враќање на противпожарната заштита во надлежност на централната власт. Воздушно пак државата има 3 авиони за гасење пожари, од кои едниот често пати е во дефект. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски не сака да ја коментира изјавата на неговиот предпоставен министерот Оливер Спасовски за партиско-политичка позадина на зачестените пожари изминатите недели. Околу деталите во кривичните пријави тоа е веќе надлежност на обвинителството. Но министерот изјави вчера. Спасовски. Значи, околу деталите за тоа причини, конкретно кога веќе ќе поднесеме до обвинителството, ќе одговори обвинителството. Квалификацијата на делата се прави во координација со јавното обвинителство, вели Ангеловски по критиките во јавноста откако порталот Призма МК објави дека потпалувачите се гонат за предизвикување општа опасност, а не за предизвикување пожар, зашто и казната е поголема. Јавното обвинителство минатата година имало вкупно 23 предмети за пожари во целата држава и сите обвинети биле гонети за предизвикување општа опасност. Во првите 3 месеци од оваа година отворени се 8 предмети без Скопскиот регион за кои се уште се сумираат податоците. И повторно доминира кривичното дело предизвикување општа опасност, освен во еден случај во Прилеп во кој се гони за тешки дела против општата сигурност. Од обвинителството не одговорија дека квалификацијата на кривичното дело зависи од доказите и фактите во секој предмет поединечно, особено за местото на пожарот, намерата на сторителот, штетата и последиците. Според податоците од македонски шуми, во март во земјава имало 128 пожари, што е рекорден број во период од само еден месец. Под оган биле 2817 хектари, од кои речиси половина во Беровско и Преспанско. И додека се чека зголемување на капацитетите, шумските подружници се обидуваат со постојните капацитети да се организираат што е можно подобро при евентуален нов бран пожари. Декриминализација на сексуалната работа бараат сексуалните работници, кои на ваков начин заработуваат за живот. Некои од нив, иако законот ги смета за престапници, не се воздржуваат и јавно да се декларираат и да проговорат за своите права. Маја Пероска.
Снимките од комплексот судови во Скопје се прв синоним за лицето на правдата во земјава. Но откако ќе се изгасат светлата во судските згради, на овој простор се палат други светла. Продавањето на телото за да се заработи за живот не е само домашен феномен, но во земјава сексуалните работници се изложени на секаков ризик. Знаеш што закажеш? 3 лица. За? Хотел сам. Во хотел? Да. Колку време? Саат време. Заштита, кондом или без? Не, со кондом, нема без кондом. Снимајќи тајно, ни стана јасно дека градот е поделен на зони и дека не е прифатливо мешање на туѓа територија. Зашто се женска? Бараме уште една. Уште една? Да. Кај ти одговара повеќе? Не работиме, како она не работи. Сексуална работа која е незаконска има во сите градови, но само во Струмица најдовме жена која заработува на овој начин и која отворено агитира за промени. Моника Тасевска е самохрана мајка, професијата доброволно ја избрала. Мислам дека со самата моја борба ги барем околината кај што живеам ја освестувам дека дискриминацијата што ја прават е неправедна. Дека и јас сум дел од таа околина, моето дете е дел од таа околина, дека ние тука припаѓаме и дека не сум ништо поразлична од нив. Тасевска аргументира дека сексуалната работа не може да се искорени. Поради тоа, заедно со првиот колектив на сексуални работници во земјава, активно се залага за нивните права. Да работам слободно, да бидам здравствено заштитена, да бидам заштитена од насилства, дали од некои клиенти, односно престапници, дали од полиција. Воглавно е најголемиот дел е здравствената заштита и заштитата од престапниците околу нас. Здравствената заштита е особено важна, бидејќи професијата подразбира честа промена на партнери. Тоа е ризик од сексуално преносливи болести и за самите работници, но и за општата популација. Моника не се плаши за своето здравје. Нашата соговорничка тврди дека иако не е регулирано, таа и нејзините колеги водат сметка. Обична жена многу поретко оди на гинеколог од толку сексуалните работници. И мислам дека сексуалните работници се многу посвесни. Многу се посвесни за ризикот кој го имаат и за начинот на заштита. И се заштитуваат многу повеќе од останатите луѓе. Основните причини поради кои Тасевска и другите работници бараат промени се тоа што актуелната законска регулатива за сексуалната работа во земјава е речиси неприменлива. Оној што дава сексуална услуга може да се казни само прекршочно со парична казна, што на терен нема ефект. Тој што бара сексуална услуга не се соочува со никаква казна, па нема страв да бара таква услуга. Единствените што може да одговараат кривично се посредниците, односно макроата, а колку такви се фатени и какви се ефектите, може да се заклучи од податоците на МВР. Најголем број кривични дела за посредување во вршење проституција се евидентирани во 2014 година, купно 8. Минатата година регистриран е само еден ваков случај. За оддавање, наведување или посредување при проституција, исто така, најмногу прекршоци се регистрирани во 2014 година, 4. Во 2017 и 2018 година прекршочно биле казнувани по 3 сексуални работници годишно. Но од МВР не добивме одговор на други наши прашања, освен за обвинувањата од сексуалните работници на адреса на МВР.
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди нема доставено пријави за употреба на сила од страна на полициски службеници врз сексуални работници во текот на 2018 година и изминатиот период од 2019 година. Со сексуалните работници на терен постојано контактира невладината ХОПС. Тие велат дека сексуалните работници поради страв не пријавуваат малтретирање. Често пати сексуалните работници кои искусуваат насилство одбиваат да го пријават во полиција заради тоа што се плашат дека тие ќе бидат криминализирани заради стравот од примена на санкција дека се оддаваат на проституција па може да бидат казнети заради тоа што се занимаваат со законито недозволено дејство. Поради опасноста на која се изложени и сексуалните работници, но и клиентите, и невладиниот сектор препорачува нов закон. На маса се два предлога, чии два клучни збора се легализација и декриминализација на сексуалната работа. Примерите од другите земји каде е легализирана сексуалната работа укажуваат на тоа дека често државата применува рестриктивни закони во однос на локација, време, кој може да се занимава со сексуална работа, се фаворизираат организирани бизниси на сексуална работа наспроти индивидуалната сексуална работа. Од друга страна, моделите на декриминализација представуваат модели во кои се укинуваат првично сите одредби со кои што се криминализира однесувањето поврзано со сексуална работа. Насилството е забрането, нели? Како што и во Македонија, но ги охрабрува сексуалните работници, ги еманципира да тие ги препознаваат и ги пријавуваат и бараат заштита од насилството. Така што да, моделот на декриминализација е решение во однос на заштитата од насилство на сексуалните работници. Со помош на невладиниот сектор, сексуалните работници веќе имаат изградено став дека бараат декриминализација, а не легализација. Единствениот став на владата по ова прашање беше искажан на тркализната маса за регулација на сексуалната работа на 5 декември минатата година. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска предложи отворање дебата за модел за регулација во кој приоритет би биле потребите и барањата на сексуалните работници. Сепак, подготвеноста кај владата засега е само декларативна, бидејќи се уште нема ниту збор дека се работи на некакво решение. Сосема друго прашање е на што е подготвено општеството. Имаме уште содржини, по уште една пауза е саботажата. Поетскиот занес и панегириците кулминираат. Среди строфа за строфа се насетува во одушевување и восклик, пред кој се немее поради силната политичка романтика. За на крајот, восхитено да им се даде аплауз на креативните ветерани, чие авторство не се разликува од торжествените пионерски творби на училишните патрони празници. Сонце грее, птица лета и во нато ќе си слета. Таквите едноставни дела испреплетени со прозни форми се стилска одредница и на оваа како и на претходните кампањи, бидејќи лириката и темата се исклучиво предизвикани од алегорија. Презимето и натаму е претпоставка за преповторување на истите стихови и басни, со поучна содржина. Сите го нарекуваат зајко, зајко. Гледам едно зајче уплашено така скока овде-онде. Толку многу врева за едно единствено зајче. И му велам, добар ден, колега зајче, носителу зајче. Што правиш? Ќе пее песната Зајченце миличко. Може би ќе се пее, ама не ја кажа, вториот стих не го кажа. Од таа песна е Каде си се скрило. Вика едно зајче рипка од тамо до тамо. На крајот ја пеа Зајченце миличко, Зајченце сивичко. Од часовите по детска литература се преминува на виша математика. Научните кругови во врвот на опозицијата изгледа донесле одлука со која решиле дека треба да се направи интервенција и за секогаш да се избрише еден од непотребните броеви. Без оглед, што на тој начин би го довеле под знак прашалник екзистирањето на современиот компјутерски бинарен систем. Веројатно мисля дека е нулата број, меѓутоа мислам дека тоа не ќе може веќе повеќе така.
Ниту географијата повеќе нема да може така. По преименувањето на Кочани во Кичево и на Неготинчани во Кавадарчани. Следна фаза е целна пренамена на картата на Македонија, со која една од населбите во општината, веројатно погрешка, а не за да се смири некоја фрустрација, наеднаш од рурална прераснува во урбана населба. Истото денеска го зборував и во Ново село, родниот град на мојата мајка. Сепак има грешки кои се прават за нешто да се акцентира. Ако тие зачестено се повторуваат, тогаш само се нагласува отсуството на концентрација, особено кога се трчат толку брзо што времето повеќе не се калкулира како што треба, па се мешаат и датумите и деновите. Денеска е 1 мај, 1 април. Намерно направив оваа книжка. Има историска и неповторлива можност. Најпрви на 21 април, се извинувам. И на крајот, повторно за литературата и за непроценливиот придонес за новиот ракопис за новото сценарио на Бушавата азбука. Ова пато има многу убавини во него. Денеска е понеделник, е почеток на кампања, е први во месецот, го имаме Прилеп, го имаме Пендаровски, го имаме за председател. Го бираме петиот председател во петиот ден од петиот месец во годината. На буквата П всушност е и финалниот чин на изборната пресметка. Само пристојни, примерни и питоми политичари со почит ќе си пружат рака без оглед на исходот. Оти победата и поразот се само зборови кои почнуваат на П. Завршуваме. Пријатно до петок во 22.